Темата на денешната пресконференција со работката на Стопанската комора на Македонија со владата на РМ, иницијативи за промена во нормативната рамка за поволен деловен амбиент. За таа цел на денешната пресконференција ќе говори магистер Елена Милевска-Штрбевска, оперативен директор во Стопанската комора на Македонија. Кога станува збор за соработката на Стопанската комора на Македонија со владата на Република Македонија, не можеме да не го спомнеме планот за економски раст, преточен во неколку мерки кои што неодамна го промовираше вице-премиерот за економски прашања и координација со економските ресори доктор Бојчо Ангјушев. Нашата оценка е дека овој план генерално ги содржи насоките и барањата на деловната заедница, за кои што Стопанската комора на Македонија континуирано имаше своји предлози и укажувања до креаторите на економската политика. Цениме дека е добро што станува збор за активности, односно мерки дефинирани преку 3 столба кои што имаат за цел остварување на поголем економски раст и на компаниите кои што се во добра кондиција и истовремено може да испорачаат уште подобри резултати во насока на идни поголеми вработувања, нови инвестиции, како и изголемување на извозните потенцијали на македонското стопанство, а сето тоа во насока на воспоставување на подобар деловен амбиент во државата. За таа цел несомнено е дека сето она што е позитивно треба да се почитува и да се развива и понатаму, а ние сме тука да укажеме на констатираните слабости кои што би требало да се менуваат во интерес на подобрување на деловната клима во државата. Во таа насока уште на првите средби со премиерот Заев и вице-премиерот Ангјушев со бизнис заедницата, кои што ги имавме уште во јуни минатата година, укажавме дека на секој 6 месеци ќе излегуваме јавно, ќе ги соопштуваме нашите ставови во врска со реализацијата на иницијативите, барањата и мислењата кои што се поднесени од Стопанската комора на Македонија, а се однесуваат на нормативната рамка која што е во насока на воспоставување на поволен деловен амбиент во државата, односно ќе презентираме фазата на реализација на иницијативите кои што ги засегаат стопанствениците, а се однесуваат на значајни проблеми од различни гранки од стопанството. Поради тоа, во нашиот нов пристап во подготовка на иницијативите е да имаме анализи, а не паушални констатации, затоа сите наши иницијативи се базирани на подолгорочни истражувања и експертски мислења и анализи. Она што би сакала да го потенцираме е дека од јуни минатата година до крајот на годината се поднесени 19 иницијативи, од кои што ниту една не е одбиена, со тоа што основната работа која што ви сакале во овој момент да ја потенцираме е дека цениме дека постои можност и основа за интензивирање и поефикасна соработка и комуникација со надлежните министерства и другите органи на управата, за да можат сите овие иницијативи многу побрзо од очекуваното да го видат светлото на денот, односно да бидат реализирани до крај, онака како што за тоа инсистира бизнис заедницата. Во таа насока јас денеска нема да ги презентирам сите иницијативи поединечно, туку само некои од клучните за кои што во овој момент очекуваме брза операционализација. Секако дека и во наредниот период постојано ќе информираме за сите прашања за кои што бизнис заедницата има потреба да ја менува регулативата и да презема мерки и активности кои што ќе ги презентира пред носителите на економската политика. Од иницијативите би сакала да укажам на како прва иницијатива е иницијативата за законско нормирање на холдинг друштвата преку уредување на даночен режим приспособен на специфичностите на неговото функционирање. За оваа иницијатива ние веќе информиравме на посебна пресконференција во изминатиот период. Барањата во начело скоро се познати во јавноста и основната причина поради која оваа иницијатива се уште не е реализирана во целост, туку е во тек нејзината реализација, се должи на недоволната комуникација или пак не ефикасната комуникација помеѓу надлежните министерства, Министерството за економија и Министерството за финансии, како и различните сваќања и толкувања од надлежните органи кои што се вклучени во оваа процедура, вклучувајќи го секретаријатот за законодавство и нивното мислење, како и целокупната комуникација на релација комора
министерства, влада. Во таа насока очекуваме дека сите овие прашања кои што се во насока на зголемување на ефикасноста на јавната администрација ќе бидат што побрзо решени, ќе се овозможи оваа иницијатива да биде целосно реализирана, затоа што на највисоко ниво од одговорните лица имаме согласност дека е ова иницијатива која што е прифатлива и дека би можела да биде реализирана во наредниот период. Во насока на реализација на дел од овие барања, ние поднесовме посебна иницијатива за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка во делот на трансферите на парични средства кои што по својата суштина се заеми, за кои што побаравме да се избришат одредбите кои што оневозможуваат овие трансфери на парични средства да имаат третман на непризнати расходи за даночни цели, а сето тоа е како дел од иницијативата која што ја баравме во рамки на холдингот, но е посебно издвоена како едно од побитните барања. Ова иницијатива исто така не е реализирана, но во тек се активности за уредување на ова прашање. Исто така цениме дека многу побрзо би можело надлежното министерство, тоа е Министерството за финансии, со добра комуникација и организација да придонесеме да ова иницијатива биде во краток рок реализирана. Во однос на Законот за нотаријат и Законот за извршување, имаме едно позитивно искуство каде што наши представници беа вклучени во работните групи за изменување и дополнување и на Законот за нотаријат и на Законот за извршување, и работата на работните групи се заврши, а во догледен период се очекува Министерството за правда да организира јавна расправа на која што алтернативните решенија кои што беа дадени од повеќе членови од работната група ќе бидат разгледани и ќе се утврди едно решение. Очекуваме дека решението или предлогот на бизнис заедницата ќе биде исто така прифатен, а тој се однесуваше најмногу во делот на можноста за правниците од стопанството да ги презимаат сите активности и действија во постапките пред нотари и пред извршител, наместо тоа да биде ексклузивна надлежност на адвокатите, како што тоа беше уредено во првичните верзии на предлог Законот за изменување и дополнување на овие два закони. Заради тоа имаме едно позитивно искуство каде што ние бевме вклучени целосно во работата и најголем дел од решенијата и во Законот за нотаријат и во Законот за извршување се прифатени. Една од постарите иницијативи, односно првите иницијативи кои што е поднесена е иницијативата за изменување на Законот за трговија, со која што се уредуваат ограничувања во однос на продажбата на алкохолни пијалоци, инаку поднесена на 10 јули 2017 година до Министерот за економија. Комуникацијата со нив е на одлично ниво во смисла на остварување на состаноци и ветување дека оваа мерка, односно оваа иницијатива ќе биде прифатена, но до денес ние немаме реализација на истата. Очекуваме дека во најкратко време ќе биде реализирана. Она што го баравме е укинување на врската за поседување на лиценца за продажба на алкохолни пијалоци или определена алтернатива во делот на намалување на надомистоците доколку истите лиценци останат како обврска, со тоа што нема да биде обврска, нема да биде надоместоко пресметуван врз основа на целокупниот промет на компанијата, туку само прометот од продажбата на алкохолни пијалоци. И втората работа која што ја баравме е отстранување на ограничувањето во однос на работното време во кое што може да се врши продажба на алкохолни пијалоци. Очекуваме дека предлог измените во накраток рок ќе бидат објавени на ЕНЕР, но укажуваме на потребата од побрзи делувања на надлежните министерства во креирањето на предлог законски решенија и донесување на конкретни измени на законите кои што се однесуваат на иницијативите поднесени од бизнис заедницата. Во однос на иницијативата за уредување на даночниот третман на косоците во трговијата на мало, можам да кажам дека имавме одлична соработка со Министерството за финансии, Управата за јавни приходи и кабинетот на заменик председателот на владата
на Република Македонија задолжен за економски прашања, каде што имавме исто така најава дека до крајот на годината ова иницијатива ќе биде реализирана. Во моментов е во тек подготовка на предлог решение за измена на прашањето кое што е поврзано со даночниот третман на косоците во трговијата на мало, но она што би сакала да го нагласам во оваа иницијатива, а што е особено значајно е дека кусоците кои што се настанати од текувното работење во малопродажбата, по основ најчесто на кражби, имаа даночен третман на непризнат расход за даночни цели и заради тоа ваквите износи се подлежат на плаќање на данок на добивка и данок на додадена вредност, но исто така, она што е особено карактеристично е дека се третираат како скриена добивка на сопствениците. Ова формулација или овој третман е нешто што е неприфатливо од аспект на целокупното сваќање на уредување на даночни третман на косоците во трговијата на мало, заради тоа што стопанствениците, односно бизнис заедницата укажува на тоа дека не може да станува збор за скриена добивка на сопствениците во ваков случај, затоа што тоа и не е така, и исто така дека особено важно е што не постои законски основ за обврзување со персонален данок на доход по основ на овие кусоци, токму поради фактот што се смета како скриена добивка на сопствениците. Заради оваа причина ние баравме и да се одложат веќе започнати постапки за донесување на решение за утврдување наплата на персоналниот данок на доход за кој што сметаме дека не постојат изречени одредби во закон, и би сакала да укажам на тоа дека од Управата за јавни приходи не се зема предвид овој наш предлог и постапките не се одложени до разјаснување на правната нејаснотија, туку се продолжија и некои се веќе доведени до крајот. Очекуваме дека ваквата правна нејаснотија нема да продолжи да се применува во иднина и токму како резултат на тоа во најкратко време ќе бидеме повикани на состанок во Министерството за финансии за да го разгледаме новото предлог решение кое што во моментот се подготвува. Во однос на предлозите за проблемите и прашањата од областа на градежништвото, во Стопанската комора на Македонија одржавме средба со министерот за транспорт и врски уште во јуни оваа година, а потоа се одржани и повеќе други средби на кои што се укажа на потребата од менување и дополнување на Законот за градење, Законот за градежни материјали и другите закони кои што се од значење за градежништвото. Очекувавме дека до денес ќе биде формирана работна група за која што ќе работи на овие предлог измени. Комуникацијата е добра во насока дека сме вклучени во сите овие процеси, имаме редовни состаноци и консултации, но се уште не е формирана работна група за Законот за градење за да можеме да дадеме наш придонес. А инаку интерната комисија во рамки на Сдруженијето веќе ги срочи предлог измените на законот и сме подготвени да се вклучиме во целиот овој процес понатаму и очекуваме дека многу брзо сето тоа ќе биде реализирано, иако знаеме дека станува збор за комплексна материја. Еден од позначајните закони кои што исто така се ги засега поголемите индустријски капацитети е нацрт законот за индустријски емисии, за кој што исто така дадовме своји мислења, сугестии и забелешки. Укажуваме на фактот дека станува збор за значајна регулатива која што е поддржана од сите членки на Сдруженијето на металургија, но се укажува на потребата да оваа регулатива биде внимателно разгледана со цел да не се предизвикаат нерационални финансиски обврски за индустријата, а исто така и да не се брза со обврската, да се следат заклучоците за најдобрите достапни техники за и граничните вредности на емисии кои што се донесени на ниво на Европската Унија, без при тоа да се направи анализа на овие техники кои што се користат во Република Македонија.
Покрај генералните констатации и забелешки во врска со овој нацрт закон имаше и Сдруженијето достави забелешки и поединечни по одделните членови. Веруваме дека нашиот придонес ќе биде значаен и дека ќе бидат земени предвид сите овие забелешки за да може да овој закон за индустријски емисии биде усогласен и со барањата на бизнис заедницата и воедно да биде применлив во практиката. Исто така, една од иницијативите во изминатиот период беше и иницијативата поврзана со правилникот за увоз, извоз и транзит на неопасен отпад, за која што очекуваме исто така да биде реактивирана работата заради тоа што станува збор за значајна регулатива која што би требало во наредниот период да ги земе предвид барањата и укажувањата на бизнис заедницата, наместо да се чека да помине одреден период за да се види како таа регулатива се применува во практиката. Тоа е накратко за иницијативите за кои што сметаме дека би требало брзо да се делува во наредниот период, инаку тоа не се единствените иницијативи, барања од поднесени од Стопанската комора на Македонија и ние за сите нив тековно секако дека ќе информираме. Генерална оценка на соработката со владата е дека постои силна волја на соработка и воспоставен е јавно-приватен диалог на највисоко ниво, премиер, вице-премиер, но има реални потреби за подобрување на комуникацијата на оперативно ниво, вклучувајќи ги министерствата и другите органи на управата, во насока на поттикнување на ефикасноста и ажурноста на јавно и административните службеници и побрза операционализација на сите барања и мерки и предлози на бизнис заедницата. Во таа насока ние сметаме дека без брзи и ефикасни административни постапки, без намалување на бирократизацијата и без професионална администрација не може да одиме напред и да очекуваме брза реализација на нашите иницијативи кои што се во интерес на унапредување на деловната клима во државата. Имајќи го предвид и фактот дека бизнис заедницата развојната компонента на буџетот главно ја гледа во издвоените средства за капитални инвестиции и целосна реализација на истите, ние на средбата која што ја имавме со министерот за финансии во врска со донесувањето на буџетот на Република Македонија, укажавме дека на секои 3 месеци јавно и транспарентно ќе бараме да се направи пресек на проектираните наспроти реализираните активности во делот на капиталните инвестиции и да се понесе одговорност доколку не се реализираат проектираните капитални инвестиции. Сакаме само да потсетиме дека ги следиме состојбите и очекуваме реализација на активностите на овој план. Тоа е накратко, ви благодарам.